Денеска имавме работна средба во општина Велес, претходно во секторот за внатрешни работи во Велес, и тоа е дел од концептот кој што го имаме ние како раководство на Министерството за внатрешни работи, да остваруваме непосредни контакти и со локалната самоуправа, меѓутоа и со секторите за внатрешни работи таму каде што имаме сектори или полициски станици таму каде што се полициските станици. Претходно во секторот за внатрешни работи во Велес разговаравме за состојбата на безбедносен план и можеме да констатираме дека имаме стабилна безбедносна состојба. Имаме подобрување во многу сфери од работењето, намалување на криминалитетот и зголемувањето на откривачката дејност. Треба да се работи повеќе во делот на зачувањето на јавниот ред и мир, посебно на меѓусебните конфликти кои што има во граѓаните во Велес и на подрачјето на секторот за внатрешни работи. И сериозен принцип представува и сообраќајот, кој што континуирано се следи и се работи, меѓутоа е принцип кој што треба да го решаваме во континуитет и тоа да го решаваме заеднички со граѓаните. Со граначалникот разговаравме за меѓусебната соработка, за можноста да ја обновиме врската помеѓу локалната заедница и македонската полиција, бидејќи многу важно за безбедност на еден град, на една држава е да има соработка, да има партнерски однос помеѓу граѓаните и македонската полиција. За жал, таа нишка беше прекината во минатото и драго ми е што денеска имаме многу начини, многу иницијативи заеднички кои што допринесуваат да ја обновиме таа соработка и при тоа да се враќа довербата на граѓаните во институцијата, односно во македонската полиција. Упатувам апел до граѓаните на Велес да бидат партнери на полицијата, да соработуваме заедно и заедно да се справуваме со предизвиците кои што стојат пред нас. Разговараме за прашања кои што би можеле заеднички да ги подобриме, посебно во делот на сообраќајот. И мислам дека има начини како тоа да го направиме, веќе детализираме и конкретни активности кои што би биле заеднички со општина Велес. Како ќе бидат превземени таквите активности, ќе бидете и вие запознаени и граѓаните на општина Велес. Важно е дека таа добра, успешна, плодна соработка која што ја започнавме, треба да продолжуваме и во наредниот период и заеднички да градиме по безбеден град и по безбедна држава. Ние сега се наоѓаме во исклучителен важен период, историски период за Република Македонија, одржувањето на референдумот за пристапување на Република Македонија кон Европската унија и НАТО. И во рамките на секторот за внатрешни работи се преземаат сите можни подготовки и на ниво на Министерство за внатрешни работи да се овозможи пред референдумски период кој што ќе гарантира мирна, безбедна атмосфера, се со цел граѓаните на Македонија да можат самостојно да донесат одлуката на референдум. Исто тоа разговаравме и овде во општина Велес од началникот, заради тоа што навистина секој од граѓаните мора да го искористи овој момент историски, да помогне да влезе во овие рамки како генерација која што направила еден сериозен исчекор на интеграцијата на Република Македонија во НАТО и Европска унија и остварувањето на вековниот сон на македонецот, остварувањето на принципите на кои што е поставена независна Република Македонија. Придобивките се огромни од членството и во НАТО и во Европската унија. НАТО ја гарантира безбедноста, ја гарантира стабилноста, територијалниот интегритет, границите на Република Македонија, меѓутоа НАТО и економија, а придобивките од Европската унија се значителни, ако имате во предвид дека сега како предпристапни преговори овозможуваат по 260.000 евра европски пари на ден за користење во Република Македонија, само тоа покажува каква можност се отвара пред Република Македонија. 500 милиони луѓе, пазар, развој на економијата, нови работни места, квалитетно образование, квалитетно здравство. Сето тоа треба секој од нас да го има предвид при носењето на оваа значајна одлука на 30 септември, кога исклучиво секој од нас треба да размисли за
својата иднина, иднината на нашите деца, иднината на